Почитувани, добре дојдовте во студио 044 подкастот. Денеска со нас е Бајрам Реджепи, кандидат на Националната алијанса за интеграција за градоначалник на Тетово. Господин Реджепи, добре дојдовте во нашиот подкаст. Да почнеме... Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Да почнеме, би рекол, онака хронолошки. Кој е Бајрам Реджепи, да ни се представите пред пошироката тетовска јавност? Јас сум роден во 1978 година. Основното училиште ја завршив во училиште во Рилиндија, а средното образование на гимназијата Кирил Печенович и додека дипломските студии на Природно-математички факултет во Скопје, значи јас сум IT инженер. И после тоа се запишав на Универзитетот на Југоисточна Европа или Штоловиот универзитет, кај што ги завршив постдипломските студии. Татко на 3 деца, женет и подпредседател на Демократската унија за интеграција. Како се одлучивте тука да определиме мотивот еве за средно и за високото образование во тој сектор, IT секторот? Па тогаш немаше и многу опции. Кога се одлучив за средното образование, немаше други можности, тоа беше единственото. Се двоумев за на факултет, дали на природно-математички или на електрофакултет. Од и тогаш немаше многу опции, така што јас бев многу добар по математика, по информатика на средното образование, така што тоа беше причинава, бидејќи имав добри резултати на сите надпревари државни по математика. Имав и некоја дилема. Имаше еден професор што ни предаваше книжевност на времето и тој многу инсистираше да продолжам книжевност. Дури се сеќавам, беше интересно. Една од првите оценки беше кај него. Тој зборуваше нешто за светската книжевност, зборуваше за злосторство и казна. Ја интуитивно така му реагирав првите оценки на средното училиште во гимназија. И се сеќавам дека се зачуди кога му кажав дека имав читано све од Достоевски, од Балзак, од сите други светски автори. И тоа ми беше голем поттик, така и бев еден од најдобрите ученици во гимназија. Така, вие се кандидатиравте за градоначалник на Тетово, па еве за градот. Кој ви е ваш омилен дел, каде се дружите со пријателите? Тука се поставува прашањето кој е тој дел во Тетово што треба и да биде подобар? Па нема некој дел омилен што ми е во градов, сегде се движам. Мислам ги фреквентирам сите градови, сите делови во градот. Но искрено да ви кажам, многу сум по планини. Мене омилено место ми е Попова шапка, Лешница, езерото над Бозовци. Многу често идам на планинарење. А во градов избегнувам овие централните подрачја заради неможноста од паркирање, таму не можеш денеска и да се паркираш. Така што немам некој дел од градов кај што го фреквентирам почесто. Сите делови во градов скоро исти. За жал немаме некој убав дел во градот, све станува отлично, све е бетонизиран. Ми беше омилена таа улица во Борис Кидрич, мислам, по тие убавите кафулиња. За жал тоа го немаме веќе. И ги фреквентирам и повеќе други, мислам, повеќе преферирани, овие во периферните делови на градов заради избегнување на хаосот што е во центарот сега. Го споменувате хаосот и некои улици во градот. Колку сметате дека тоа е битен столб во раководењето на еден град? Па, за жал, градов се гради хаотично. Нема никакви планови, немаме генерален урбанистички план одамна, мислам, од 2005 и тоа во 2005 кога беше донесен беа некои козметички измени направени. Немаме детални урбанистички планови во градов како што сака општината да ги направи. Значи, општината не ги прави плановите, моментално ги прават само градежните компании по нивна желба.
Јас мислам дека тоа веќе станува диаболично, станува неподносливо. Мора да се превземат титни шекори за да почне градот да се гради по желба или не по желба, мислам планирана од страна на општината, од стручни луѓе, бидејќи на градежниве компании не ги интересира влез и излез на тие огромните згради што се градат моментално во градот. Не ги интересира колку е капацитетот на приклучок, на канализација, на водоснабдување и све друго, паркирање. Мора да престане ова, мора општината да го организира развојот и каде треба да се гради и колку треба да се гради. И јас мислам дека една од првите, најбитните работи на новото раководство во општината ќе биде тоа планирањето, конечно да стане како во сите делови во светот, бидејќи ова веќе не личи на град. Дали може би се размислува и за намалување на градењето, бидејќи се преоптоварува едноставно градот? Не, мора да се гради, но треба да се гради по план. Мислам, градот треба да се шири, посебно во нагорните делови, нека и Кале, во овие периферните делови, не може да се гради веќе во центар, тоа е невозможно, бидејќи е големо оптоварување и за паркирањето, и за движењето, и за сообраќајот. Не може да престане градбата во никој случај, но мора да биде по мерка на општината. Не може градежниви компании да одлучуваат кај треба да се гради, на какви висини, колку станови во одредени населби, бидејќи тоа веќе станува неподносливо. Така, голем дел од јавната полемика во градот поврзано со ова прашање, но и со мојата тема која што сакам да ја начнам, вашите животни принципи, е постоењето на зеленило и уживањето во тој аспект од градовите. Колку е возможно во оваа состојба во Тетово да се подобри зеленилото, тоест површините со зеленило и градењето на еден парк или нешто слично? Тоа ќе биде еден од нашите врвни приоритети во новото раководство на општината. Ние имаме план годишно да насадиме по околу 2.500 дрва. Значи во текот на мандатов треба да бидат околу 10.000 дрва. За прв пат Тетово ќе добие парк и тоа ќе биде кај што е сега касарната смесена, бидејќи касарната ќе биде лоцирана, дислоцирана во Еребино. Тоа е по барање на НАТО, бидејќи во рамките на градот не смее да има оружје, не смее да има касарни и нашиот план е тамо да бидат околу 150.000 квадрати убав парк. Тоа ќе го направиме птенуваво, а другиот дел кај што се сегашни во објекти ќе бидат како мал административен град на Тетово. Ќе бидат преселени сите институции, но не е само тоа. Ние имаме лоцирано многу такви места во Тетово кај што ќе има такви помали парчиња, кај што ќе биде возможно, мислам, да се помине делот денот, посебно за стариве, посебно за децава, така што ќе бидат изградени многу други зелени површини во градот и тоа ќе го објасниме во текот на кампањата, кај ни е планот тие зелени површини да ги изградиме во нашиот град. Така, ќе се вратам малку наназад. Вие сте IT стручњак. Што ве мотивираше да навлезете во политичките води, нели, да бидете дел и од партија и сега кандидат за градоначалник? Кое е мотото и политичко, но и личното кој што ве води за да работите? Мотивот беше за да обезбедиме некоја надеж за младите, за децата, да не гледаат спас само надвор од државата. Се сеќавам на една дискусија што го имав пред неколку години со нашиот председател. Исто јас некако многу критики имав дека одредени проблеми не смеат да бидат нерешени. И така зборевме долго време, ова мора да се реши, ова мора да се реши, ова не чини, ова не чини, така критички бев настроен. И многу убаво се сеќавам кога ми вели дека проблемите ги решават луѓето. Вика, дајте
ако мислите дека треба да придонесете, дајте вклучете се во политиката да видиме како ќе биде вашиот придонес. И почнав да размислувам, порасна и децава, гледав дека цело време оние мислат како да бегат надвор од државата и тоа ме уплаши некако. И видов дека тоа е масовно кај младината. Ги следевме и анкетиве, мислам, верувајте дека на анкетиве над 75%, дури 80% од младите цело време размислуваат како да бегаат од државата. И тоа ме натера некако да се вклучам за да можам да го дадам мојот придонес, бар одредени битни работи да ги направиме во градов и во целата држава секако, за некако да ги задржиме младите тука, да гледат перспектива, да гледат надеж, да гледат иднина, бидејќи реално може многу кобно да биде, многу лошо може да биде ако така масовно се иселуваат младите, ќе останеме само нашите генерации постари, дури и нашиве гледам во последно време многу бегаат надвор од државата, да направиме едно нормално општество за живење, да раководат нормални луѓе и некако тоа ми беше поттикот за да се вклучам во политиката, бидејќи имав 1000 други можности да работам надвор од политиката, но секако дека и во политиката треба да се вклучат луѓе што решават проблеми, а јас себе си се сметам таков. Така, работевте вие во државна институција која што беше задолжена за спроведување на мерите за гасификација. Колку тоа искуство ќе помогне за во Тетово, барем по совети или општо како едно работно искуство воедно, како втора тема, како едно работно искуство за овој наш град, бидејќи вие и тогаш се зафативте нели со некоја нова работа во државата. Па јас пред тоа работев и во Министерство за транспорт и врски некои 5 години, од 2002 до 2007 година. И тоа ми беше дури побитно искуство, бидејќи во тоа време во Министерството за транспорт имаше многу ингеренции, мислам, од просторното планирање, од одобренија за градба, од телекомуникации, од сите видови на транспорт, од пошти, и беше пола држава во тоа. Мислам, и ја некои 2,5 години бев на многу високо раководно место во тоа министерство, како шеф на кабинета на министерот, и тоа прилично ги имаше сите ингеренции кои што сега се во општината. Да речеме од планирањето, од градежните дозволи. Одредено време, долго време работев и приватно, па пак се вратив во енергетскиот сектор и некако бев на двете страни од масата. Мислам, прилично можев да ги споредам како е на едната, како е на другата страна. Во тоа предпријатие ја бев во тоа акционерско друштво кај операторот за пренос на природен газ, бев назначен 2018 година. Ја најдовме таа компанија во многу лоша ситуација, дури немаше ни свој простор, бевме на една мала површина под кирија, немаше ни сопствени коли, имаше заглавено во долгови. Гледате денеска, например, таа предпријатие ја оставивме со 80 милиони денари чист профит. Ја оставивме со многу стручњаци, со многу опрема, ги изградивме 180 километри гасовод во државата и тоа за многу кратко време. Поминавме низ 4500 градежни парцели, но не беше само тоа, искуството надвор од државата. Мислам, ние имавме долго искуство работејќи надвор од државата и тоа беше многу битно за да се споредат одредени работи како се прават во другите држави и тие искуства да се пренесат и кај нас. Тоа ми беше многу битно за споредба и како искуство, бидејќи гледавме како брзо напредуваат одредени градови, одредени земји и некако ги гледавме тие основните принципи и основните дејности кои што треба да се развијат за еден град да добие свој сјај. И јас мислам дека тоа ќе биде многу битно да се пренесе како искуство и во раководење на нашата општина. Колку е возможно, нели, што побрзо да се гасифицира Тетово според вас?
Па тоа за жал не беше тогаш во наша надлежност. Треба да се избере нов оператор кој што ќе прави дистрибуција на природниот газ по домовите. Тоа фати баш во време на пандемија, па беше заглавена работава, не беше баш лесно да се тера. Од страна на владата не беше во наша надлежност. Ние нашиот дел го изградивме експресно брзо. И јас се надевам дека и сегашнава влада ќе се нафати тоа да го направи, бидејќи имаме една тотална стагнација во развојот на инфраструктурата на природниот газ. Тоа не е надлежност на општината, така беше замислено, оператор да се назначи во целата територија на државата. Јас се надевам дека многу брзо сегашнава влада ќе види дека не може да стои толку голема инфраструктура изградена во целата држава да стои неискористена и Јас сум голем оптимист дека многу брзо ќе протече газ низ тие цевки и многу брзо ќе стигне кај граѓаните, бидејќи има огромна корист и во смисла на цени и во смисла на од еколошката страна, бидејќи користење на природен газ е далеку поеколошки од сите други видови на енергенси. Јас се надевам дека многу брзо ќе протече газ низ тие цевки, ќе имаме и во Тетово секако. Така, како градоначалник, која е вашата желба, но и можност, ме интересира мислење на оние така наречени први потези што може да се направат и да се направи некоја промена кон поквалитетно урбано живење? Па прво, најбитното е владење на правото, почитување на законите и искоренување на корупција. Овие се главните работи. Све друго после може да тече многу полесно и поедноставно. Бидејќи сегашново раководство гледате све што направи во градов, мислам имаше една тотална деградација во сите аспекти, има еден тотален хаос, таму нема никаков систем на функционирање на општината и ја мислам дека најбитното е да се изгради функционален систем кој што ќе ги води сите ингеренции, мислам ќе го среди градот како што треба, бидејќи да збориме уште за инфраструктура, да збориме дека нема канализација, тоа е срамотно, мислам. Но не е само тој дел битен за градов, социјалниот дел мислам дека е уште побитен. Ние мора да го донесеме најбрзо што може генералниот урбанистички план, да се овозможат инвестиции, бидејќи младите треба некако да гледаат можност за работа во Тетово, треба да им се обезбеди тоа, треба да пораснат плативе, треба некако да расте производството во Тетово, а еден од најбитните проекти за овој брз раст и брз развој од економска смисла на Тетово, јас ја гледам во Попова шапка и тоа ќе ми биде прв приоритет во нашето раководење, бидејќи капацитетот на Попова шапка е огромен и тоа ќе придонесе во развојот на многу други дејности во Тетово. Гледате ги другите центри во регионов, како за споредба, например во Банско, лани имало околу 300.000 туристи, 280 милиони евра имало приход од таа дејност, така што развојот на Попова шапка мислам дека ќе биде не само како туристичка атракција, туку ќе биде од енормно значење за Тетово и за брзиот економски раст и за вработување и за некако брз развој на туризмот. Тоа нема да функционира само 12 месеци, само 4 месеци, мора да функционира 12 месеци, ќе се изградат многу интересни летни атракции во Попова шапка. Тука е многу блиску Лешница, гледајте и денеска без никаква организираност, без никаква инфраструктура во текот на викендите е полно со луѓе. И јас мислам дека тоа ќе даде еден ветер за брз развој на Тетово. Некако сакам да ја видам Тетово после 4 години полна со луѓе во текот на зимската сезона, полна со луѓе во текот на летната сезона кога доаѓаат и печалбари. И тоа верувам дека ќе биде битен фактор во развојот на нашиот, не само за Тетово, туку и за целиот Полошки регион, но и за целата држава. Мислам, импактот на развојот на Попова шапка ќе биде
далеку поголем од некој локален развој. Државата ќе има огромен бенефит од тоа секако. Така, споменавте функционалност на системот. Новинарите често пати анализираат дека во општините и посебно во општина Тетово има многу вработани луѓе. Сега, дали тие ќе помогнат за да се подобри системот или тие се премногу администрација, дали има потреба да се вработат други луѓе кои што се во служба на граѓаните на терен? Тоа е еден комплексен предизвик, ми се чини. Како гледате на надминување на овој проблем? Вака, како прво, сакам да кажам дека никој нема да остане без работа. Ние не сакаме никого да оставиме на улица. Но, од друга страна, па ќе направиме една многу ефикасна, функционална, мала администрација. На сите тие луѓе ќе им обезбедиме места за работење, нема никого да избркаме од општината, и тоа да бидат сите сегашни вработени во тие институции, бидејќи ќе формираме уште едно ново јавно предпријатие кое што ќе има должност да ги гради улициве, нема тоа да биде со надворешни компании, бидејќи тука се прават најголемите малверзации, најголемите злоупотреби и во смисла на цените што ги даваат за градби во Тетово и во смисла на количини, бидејќи станува неподносливо веќе. И на сите тие луѓе ќе им обезбедиме, ќе им најдеме места за работа. Таа предпријатие исто така ќе работи, ќе има неколку други ингеренции. Сите планови, детални урбанистички планови во градов ќе бидат во нивна надлежност, ќе вработиме и млади инженери. Но најбитно е дека не само ефикасноста и ефективноста на таа администрација, туку и транспарентноста ќе биде многу битна. Верувајте дека имаме намера баш секоја трансакција, секој плаќање, секој трошење на парите на граѓаните ќе биде објавено. Мислам, граѓаните ќе имат можност да гледат све како ги троши општината парите, една максимална транспарентност. Ќе се дигитализираат сите услуги во општината, така што ќе се минимизира во таков случај и корупцијата, бидејќи кога некои работи зависат од луѓе, секако дека коруптивните активности се многу полесно да се одвиваат. Кога се дигитализира све тоа се намалува и ние ќе работиме апсолутно во смисла да се искорени целата корупција од општината, но секако другиот бенефит ќе биде дека планирањето нема да биде направено од страна на градежните компании, туку општината ќе одредува кај треба да се гради, на какви висини и како ќе се шири градот, кај ќе се градат булевариве, кај ќе има паркинг места, кај ќе има катни гаражи. Све таа предпријатие, мислам, ќе биде некако замена за сегашниве надворешни компании кои што свесни, мислам, и сите знаеме какви злоупотреби направиле во текот на овие 4 години. Што е со урбаната хигиена, ќе наречам, бидејќи Тетово, иако град нели, ама се сочува со многу смет, некако повеќе градоначалници досега не успеа да го надминат овој проблем. Па тоа беше една катастрофална одлука со продажбата на комуналното предпријатие или делот на ѓубрето. И нашата прва работа ќе биде преиспитување на тој договор. И сакам да ги уверам граѓаните дека цените ќе се намалат. И ќе направиме све, правиме овие денови калкулации до која мерка ќе се намалат цените. Нема да се случи приватизација на системот на водоснабдување, бидејќи знаеме дека сегашниве власти веќе имале спремна одлука за продажба на системот на водоснабдување во Тетово, и тоа сакам да ги уверам дека не само што нема да се приватизира, туку напротив ќе се намалат и тие цени, ќе се смени и методологијата, и секако дека ако има можност и договорот со сегашни приватни партнери ќе се раскине и ќе се дојде до едни нормални цени за граѓаните, бидејќи ако гледате една такво зголемување на цените, од друга страна никако не се подобрени услугите, нема никаква елементарна логика да продолжи така.
Се среќавате со голем број граѓани, на што се жалат најмногу граѓаните, што сметате по нивните поплаки дека треба да се смени, некои од темите ги начнавме, но сметам дека луѓето имаат многу работи кои што ги кажуваат, со кои што се соочуваат. Па, јас сретнав многу луѓе во овој период, илјадници, да ви кажам дека нивните поплаки, нивните барања се многу искрени, многу елементарни, мислам во смисла на инфраструктурни проблеми во градов, во смисла на немање работа, во смисла на ниски плати, во смисла на неможност да се финансира потрошувачката кошница, мислам не можат да стигнат да ги плаќат елементарните потреби во семејството. И тие се многу искрени, многу човечки барања. Ја мислам дека освен инфраструктурните проекти што треба да се направат во нашиот град, наш огромен приоритет, еден од првите приоритети ќе биде социјална страна, да им обезбедиме работа на тие луѓе, да им обезбедиме повисоки плати за некако да можат да ја финансираат бар потрошувачката кошница која што во моментов е околу 66.000 денари. Значи, реално дека едно четиричлено семејство без двајца вработени не може да преживее. И тоа е многу лошо, мислам, тоа е за жалење. Така што нашите политики нема да бидат насочени само кај инфраструктурните проекти, туку и социјалната страна, да им обезбедиме работа на тие луѓе, да им обезбедиме повисоки плати, да им обезбедиме некако надеж и иднина на младите за Тетово да го гледаат за град кај што треба да живеат, а да не мислат цело време како да бегаат надвор од државата. Господин Реджепи, една од најважните, да речам, работи кои што политичарите ја споменуваат се инвестициите за подобро утре. Како вие ќе одговорите на овој предизвик, бидејќи тоа е кај сите политичари и на централно и на локално ниво се фаќаат, да речем, на тој збор, но како кој успева тоа да го спроведе? Па, јас во верувам дека новата општинска администрација, новиот општински менеджмент ќе биде тотално во функција на новите инвеститори што треба да дојдат во Тетово. Главната инвестиција и првиот приоритет ќе биде Попова шапка. Ние ќе направиме све во текот на овој мандат гондолата да функционира, да има катни гаражи долу, катни гаражи горе, и тоа ќе биде со приватно партнерство. Но секако дека и во сите други делови во градот, ние ќе им овозможиме на инвеститорите да гледаат во новата администрација стабилен партнер за инвестиции во Тетово. Значи, кога еден инвеститор ќе дојде во Тетово, ве уверувам дека апсолутно ќе ангажираме посебни луѓе кои што ќе се занимаваат само со нив, да им помогнат во све што им е потребно како административни постапки до одобрение за градба, до одобрение за употреба, за во најбрз можен рок оние да бидат услужени од страна на општината, а не како сега, мислам, се гледате што се случува, сите тие компании што доаѓаат во Тетово ги рекетираат, им барат провизии. Ја во уверувам дека тие ќе бидат третирани максимално во најбрз можен рок да ги добијат сите услуги што ги барат од општината. Така што тоа ќе биде многу битно за многу инвеститори да дојдат во Тетово, да обезбедат нови работни места, да обезбедат повисоки плати, да обезбедат раст на производството во Тетово, бидејќи за жал денеска гледате, ако излегувате некои сабајле да гледате, во Тетово влегуваат десетина, стотина камиони од другите градови што внесуваат роба во Тетово, а ние само извезуваме работна сила и имаш од другата страна само комбиња со работници што излегуваат да работат во другите градови. Јас во уверувам дека општинската наредната општински менеджмент ќе биде фокусиран да им помогне на сите инвеститори што ќе сакаат да инвестираат во Тетово. Господин Реджепи, тоа се прашањата предвидени за овој подкаст. Јас ви благодарам за одвоеното време и морам да ви посакам успех на претстојните избори. И јас ви благодарам за поканата.